Добре ни дојдовте, се надам дека сте добри и дека сте подготвени за минута култура со моите гости. Веднаш ќе се вклучиме директно во Ротердам, во Холандија, каде што ќе имам можност да разговарам со македонскиот пејач, кантавтор и текстописец Рис Флауер, Борис Цветановски, кој по 2 години по објавувањето на неговиот прв интернационален албум Flow, сега има нов албум кој што го има наречено Cycle. Дел од песните се Velvet, Cheap Nights, Arrivals, Hey Oh Hey. Тоа се само дел од песните, но ние секако сите детали околу албумот ќе ги зборуваме во продолжение. Борис, добар ден, ти благодарам што се вклучи во Неделен микс. Добар ден, Марија, благодарам многу за поканата, особена чест и задоволство ми е да бидам дел од твојата емисија. Ете, веќе околу 2,5 години рече си помина, кога последен пат гостував кај тебе и го промовиравме последниот албум Flow. И еве сега имаме добра причина повторно за гостување, за да го промовираме новото EP, односно краток албум наречен Cycle, односно Циклус. Честитки пред се, ова е навистина голем успех и некако верувам ќе се согласиш, макотрпната работа, талентот, но секако и вложениот труд секогаш доаѓа на површина, квалитетот секогаш се гледа, така и овој пат со песните ги преслушав, навистина се фантастични. Кажи ни како ти се чувствуваш пред се сега откако се промовира и целиот албум? Ти благодарам најпрвен за коментарот за песните, тоа многу ми значи и како и на секој артист, како и на секој уметник и музичар, многу е битно да се добие фидбек дека некој ти ги преслушал песните и дека му се допаѓаат. Помина речиси една недела од издавање на албумот, јас сум презадоволен, бидејќи генерално критиките се позитивни. Минатата недела направивме промоција во Ротердам, која што исто така помина одлично. Беа присутни еминентни личности од музичката индустрија во Ротердам, исто така и мои колеги музичари, и генерално сум задоволен од коментарите. Не е едноставно да се гради интернационална кариера. Ти тој пат веќе со години го градиш и успешно, но еве колку всушност е тешко да се пробие човек уметник на интернационалниот пазар? Јас мојата кариера музичка ја водам како независен уметник, тоа значи како индепендент артист во моментов без голема музичка продукција. И се тоа што го правам со помош на соработници и пријатели, за кои што сум многу благодарен. И така излезе и со овој албум, исто како и претходниот, и во овој албум има еден голем тим на соработници од насекаде во Европа и светот, од кои што би сакал посебно да ги споменам Марijn Niekerk од Холандија, од Ротердам, кој што беше задолжен за миксот, Емен студио инженеринг студио во Ротердам за мастерингот, потоа Хундани Нигуен од Виетнам, кој што е маркетинг менаџер, Ивана Гулин од Белгија, PR менаџер, Тина Ли од Чешка, однос на фотографијата околу проектот, Лилијан Милер од Германија, која што го направи омотот за Cycle, за албумот, и секако тука се македонските соработници на кои што сум безизмерно благодарен. Тоа се Марија Цветановска, која што ги пееше практичките вокали, потоа Ивица Јанкуловски од студиото Алшар, кој што заедно со Кристијан Лафазановски ги снимија тапаните за Cheap Nights. Огромна благодарност исто така и за Денис Илиовски, Евгений Каревски, Александра Гатовска, но пред се најголема благодарност и човекот кој што е заслужен за овој албум, за Cycle да звучи така, е Кристијан Болчев,
македонскиот гитарски виртуоз, феноменален музичар, прекрасен човек, мој драг пријател кој што за жал си замина од овој свет прерано, пред неколку месеци и за жал не дочека да го види Cycle на Вибелина, меѓутоа неговата душа се осеќа во секоја една нота од албумот и тој е всушност заедно со мене коавтор на песните од албумот и автор на аранжманите, на сите аранжмани од Cycle. Борис, колку време го подготвуваше новиот албум? Каква порака всушност тој праќа и пренесува? Албумот Циклус го подготвував речиси 2-2,5 години, не можам конкретно да кажам, бидејќи сепак тоа е еден процес кој што не е само да се напишат песните, туку се вклучени доста соработници и за да се поправат една песна понекогаш требаат денови, па дури и месеци. Циклус, односно Cycle, всушност дава една перспектива дека времето всушност може да биде и не линеарно и не постојано и дека животот се врти во круг, односно тркало, кое што исто така метафорички се пренесува со зборот Cycle. Cycle исто така кажува и дава порака дека секој почеток може да биде крај и дека секој крај е почеток. Со Cycle после 2 години јас не се враќам кон музиката, туку станав и јас како комплетен нов изведувач и нов артист преку ова EP. И за мене има лично длабока порака, меѓутоа верувам дека и за соработниците кои што заедно го правевме овој проект. Така. Една навистина многу силна порака, бидејќи и така е. Постојано ситуациите во животот се менуваат, ние не сме истите што сме биле пред 2 години, 2,5, нели, но нормално е сето тоа и да созреваме, па така и преку музиката. Борис, пред неколку години имаше концерт со симфонискиот оркестар во Истанбул, турнеја во 6 градови во Јапонија, многу настапи низ Европа исто така, па кои се следните ангажмани? Токму така, следните ангажмани се однесуваат во блиска иднина на промоција на новото EP, односно на новиот краток албум. По промоцијата во Ротердам се планираат концертни настапи и кратка турнеја низ Холандија и низ Белгија, каде што промотивно ќе го прикажеме новиот материјал. Некои од тие настапи ќе бидат акустични, некои од тие настапи ќе бидат со бенд. Меѓутоа, генерално сме фокусирани на промоција на албумот Cycle во следниот период. Одлично. Да. По Cycle се подготвуваат исто така нови се подготвува нова музика, така што тоа ќе го оставиме можеби за следно некој гостување. Секако, од тебе секогаш убави вести ни стигнуваат, така јас и гледачите и обожавателите сме некако навикнати на целиот нов материјал кој што секогаш го подготвуваш, така ќе биде и овој пат. До новите ангажмани секако го слушаме новиот албум. Какви печатоци стигнуваат до тебе од твоите слушатели? Да, слушателите можам да кажам дека оние кои што ме пратат со години, моите јас не би рекол фанови, него повише би рекол пријатели и слушатели кои што ја сакаат мојата музика, се доста изненадени од овој материјал. Зошто? Па заради тоа што после долго време самиот вајб, самиот тон на овој материјал е доста
топол, се пренесуваат доста искрени чувства и е некако поприемчив за слушателите. Некако е коментарите се дека е по радио-френдли. Така што да, овој пат искреиравме едно такво дело и ги охрабрувам исто така и вашите гледачи да го заследат да ги заследат профилите на Riz Flower на Instagram, на Facebook, исто така на YouTube и да ја преслушаат музиката и секако, како што уште еднаш кажав дека како и на секој независен уметник, така и на мене би ми значила поддршката од секој слушател. Може ли да очекуваме на пример и концерти во Скопје, во Македонија? Да, секако во овој момент конкретно немаме датум за тоа, меѓутоа напорно работиме со работниците од Скопје и за кратко ќе најавиме концерт кој што веројатно ќе биде исто така концерт на промоција на албумот, меѓутоа сепак концерт во Скопје. Тоа би било навистина одлично. Спомна дека овој албум и навистина е можеби така ако го споредиме со Flow, така на некој начин понежни ноти. Сега дали тоа има и релација со твојата нова приватна улога, тоа е татковството? Па да, можам да кажам дека Cycle е мешавина од сите работи кои што ми се случија на личен план, па кога се твори јас барем кога творам музика, не размислувам многу како тоа ќе звучи на крај, него едноставно ги оставам емоциите да надвладеат, па ако така излегло делото, веројатно е сплет на се што се случило. Ете, честитки вака јавно за твојата нова улога, како што спомнав на татко. Еве да се префрлиме и на спотовите. Секогаш обрнуваш внимание да има одредена песна и спот и тоа да биде сето квалитетно направено. Па кога станува збор токму спотовите, подготуваш ли за новите песни спотови? Така, во овој момент генерално за разлика од претходниот албум каде што за секоја песна правев видеозапис, во овој момент за Cycle се предвидуваат видеозаписи, меѓутоа на еден поинаков начин, не во формат, во голем формат за да се покрие на пример целата песна, туку кратки видеа кои што ќе ја пренесат емоцијата, меѓутоа ќе бидат во форма да може да се користат повеќе на социјалните медиуми. Што значи дека видеоспотови да, меѓутоа не во оној класичен традиционален формат од 3-4 минути, туку кратки видеа споени под 15 до 30 секунди. Па, одлично, навистина нешто ново и интересно. Борис, ке те поздравам од Скопје, ке пратиме поздрав до Ротердам, до тебе и ти посакувам понатака успешна кариера. Ти благодарам што се вклучи. Благодарам уште еднаш за поканата, голема благодарност за вашиот тим и благодарност до гледачите. Уште еднаш голем поздрав, ве охрабрувам оние кои што ја следат мојата кариера, слободно да отидат на вебсајтот на Riz Flower, доколку сакаат да си набават еден ваков албум и да останат на социјалните мрежи и да пратат што е следно од Riz Flower. Секако со големо задоволство. Голем поздрав и се слушаме во друга прилика. Се слушаме, благодарам, пријатно. Пријатно. И ете, почитувани гледачи, директно од Ротердам го имавме Riz Flower, Борис Цветановски, по повод неговиот нов албум Cycle, односно Циклус. Вие бидете тука, за кратко се враќаме повторно назад.